Над 5000 граѓани во земјава годишно доживуваат мозочен удар, говорат статистичките податоци на специјалистите. Како што дополнуваат, овие бројки се катастрофални, а токму поради тоа со цел на времена превенција. Граѓаните треба да се едуцираат за мозочните удари како еден од најчестите здравствени проблеми. Панел дискусија токму на темата мозочен удар се одржа вчера во Тетово во рамки на проектот Поликлиника доктор Даниела, регионален центар за превенција на мозочен удар за Полошкиот регион. Целта на оваа здравствена работилница е подигање на знаењата и свесноста за мозочниот удар како едно катастрофално заболување, невролошко заболување. Че се потрудивме да биде тоа еден мултидисциплинарен пристап со цел да ги обработиме сите ризик фактори, сите можни полиња од каде што може да потекнува како причина, појавата на мозочниот удар. Присутните може одблиску да се информираат и за факторите кои влијаат негативно врз човековото здравје и допринесуваат за појавата на мозочен удар, но и кои се методите во процесот на заштита. Меѓу другото, на оваа работилница ќе зборуваме и за модификација на стилот на живот и на ризик факторите кои се коректибилни, а кои допринесуваат за појава на мозочниот удар. Во суштина и скратено, суштински, поентата е следна. Промоција на еден среден и умерен стил на живот, една умерена исхрана, физичка активност, редовни контроли кај матичните доктори и специјалистите, редовно земање на препишана интернистичка терапија, прекин на пушење и избегнување на стрес и други пропратни такви компликации во тој правец. Секако дека најважни се контролите, посебно кај хроничните болни, затоа што тука има низ за испитувања кои би требало како скрининг да се направат, како што е болеста на крвните садови, за кој што исто така денес ќе зборуваме, аритмиите на срцето, кои што може да се менаџираат и така натаму, се со цел превенција на мозочниот удар. Поразителен е и фактот што возрастната граница е поместена, па така денес лекарите се соочуваат и со зголемен број на млади кои доживеале мозочен удар, велат специјалистите. Значи, возрастната граница може и од рано да почнуваат, ретко се случува, но исто така имаме пациенти од рана возраст, од 30 годишна возраст, сме имали од 25 годишна возраст. Има неколку ризик фактори. Значи, кај пациенти кои што мозочниот удар се случува толку рано, треба да размислиме за генетски предиспозиции, за коагулопатии, значи тие се поретки причини за мозочни удари, но се случува, се случува да имат и млади пациенти. Ние сме епицентар, Македонија и Балканот сме епицентар за мозочен удар, пошто имаме лоши навики, значи пушењето, алкохолот, дебелината, се неколку ризик фактори кои што придонесуваат за да се качи инциденцата на мозочен удар. Значи, тука сме затоа е овој проект, ова трибина е за да придонесуваме за свесноста, да ги популацијата да ги промени животните навики, особено овие фактори кои што се лесно променливи, како што е пушењето и алкохолот и физичката активност, а се многу поврзани со мозочниот удар. После покачениот крвен притисок е прва причина за мозочен удар, кој што мора чести контроли кај кардиолозите, интернистите, за да се тоа добро контролира, поради тоа што е најчестата причина за предизвикување на мозочен удар. Вчерашната панел дискусија меѓу другите ја проследија и повеќе специјалисти, невролози и кардиолози од Скопје и Тетово, а истата беше поддржана од Фондот за иновации и технолошки развој на Македонија.